Кавги расправи и тепачки на македонската естрада имало и ке има, некој од љубомора, некој поради лични интереси, бизнис интереси и слично. До некаде е тоа и нормално во тој свет наречен шоу-бизнис. Пазимете ги само пример светските звезди. Прво што ни паѓа на памет е тепачката помеѓу Ники Минаж и Карди Би, а на Балканот долгогодишната кавга помеѓу Светлана Цеца Ражњатовиќ и Јелена Карлеуша. Ние можеби немаме пејачки како горе наведените, но факт е дека кај нас помеѓу некои познати личности има завојувани страни. Ако некого треба прво да издвоиме се раперите Слаткар и Панчо од ДНК. Многу пати досега Слаткар јавно изјави дека не го обожава, баш токму неговиот колега. Дури и во последното негово гостување во емисијата Ексклузив даде многу интересна изјава. Кога некој да го гледам, пошто не он баш многу за гледање, за слушање не е ба уопште, знаеш кај. Повторно Панчо од ДНК, но овој пат за кавгата со Јоце Панов. Веројатно знаете дека раперот во неколку наврати го навредуваше Јоце на социјалните мрежи. Панов на ова ништо не воздрати, но за тоа пак во нашата емисија го изјави следното. Имаш ли некој траче дека се тепале? Не. Не му се јави? Не може да се тепа, може само да го трепам. Да. Тепање е овостранно. Зашто го направи тоа Панчо? Зашто токму ти? На вистина да стварно не знам. Ете, јас сум увлегол дека во очи. Не знам зашто, можеби дека цело време сум актуелен од кога почнав мојата кариера. Војна има и на фолк сцената. Веруваме дека повеќето од вас не знаат дека исто така во војна се и пејачките Сања Барби и Сања Гроздановска. Двете фолкерки се степаа за името Барбика. После тепачката на една бензинска пумпа и ден денеска не се во добри односи. Дури имало обиди да ги закопаат секирите, но безуспешно. Јавно препукување имаше и помеѓу поранешниот кошаркар Пеце Наумовски и нашиот најдобар кошаркар на сите времиња Перо Антич. Причината за нивната кавга беше несогласувањето од страна на Антик за изборот на Пеце за председател на Кошаркарската федерација. Перо тогаш со најпогрдни зборови стрелаше кон Наумовски, а тој пак само во една прилика го се искоментира на нападите од Перо.